Драги ученици, добре дојдовте на денешниот час по математика за второ оделение во нашата е-училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Провиштип. Денеска ќе учиме да одредуваме број за 10 поголем и за 10 помал. Затоа нашата лекција денешна се вика за 10 повеќе, за 10 помалку. Цел на овој час е да броиме по 10 нанапред и наназад. Вие броењето по 10, цели десетки го имате одлично совладано уште од прво оделение, но сега ќе се подсетиме. При броењето по 10, со цели десетки, ќе внимаваме правилно да ги изговараме броевите. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А сега ќе направиме и броење наназад, ни зашто опаѓа, тргнувајќи од 100. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Знаеме и дека помеѓу две полни десетки постојат и други броеви што се наоѓаат помеѓу тие две полни десетки. Друго што ќе научиме е да правиме низи што растат и опаѓаат за 10 од даден број и да одредуваме за 10 поголем или помал број од даден број. Ајде да видиме сега, ако ја разгледаме оваа низа. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Ова е низа што расте за 10 и сме тргнале од бројот 1. Што забележуваме во оваа низа? Дека се менува само цифрата на десетките. Цифрата на единиците е секаде 1, додека цифрата на десетките расте за 1. Доколку имаме за задача да направиме низа што опаѓа за 10, тогаш ќе почнеме од 91, па 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11. Тогаш ќе се менува пак цифрата на десетките, но низата ќе опаѓа. Сега ќе се обидеме да направиме низа што расте за 10, тргнувајќи од бројот 8. Да ве оставам сега сами ова да го завршите. Во вашата тетрадка ќе напишете наслов за 10 помалку, за 10 повеќе. Првата ваша задача е да тргнете од бројот 8, така што ќе додавате на секој нареден број една десетка. Ве оставам 5 минути да го завршите ова и потоа ќе направиме проверка. Дали вашата низа изгледа вака? 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98. Ако е така, одлично за вас. Сега ќе направиме низа што опаѓа и ова ќе го запишете во вашата тетрадка. За ова ќе имате малку помалку време, бидејќи наслов нема да пишувате. Имате 3 минути да направите низа што опаѓа за 10. Значи 94, овде единиците нема да ги променуваме, само цифрата на десетките ќе опаѓа за 1. Секој нареден број ќе биде за 10 помал. Ајде завршете вашата задача, па ќе се провериме. Доколку вашата задача е ваква, 94, 84, 74, 64, 54, 44, 34, 24, 14 и 4. Ако е вака, браво за вас! Можеме да поминеме на следниот чекор. Ако тргнеме од даден број, еве во случајот го земаме бројот 38. Сега нема да правиме низи, туку ќе одредуваме само број што е за 10 поголем и за 10 помал. Во ваквите низи, за 10 поголем е наредниот број, а за 10 помал е претходниот број. Значи, за 10 поголем е 48, а за 10 помал е 28. Ако тргнеме од бројот 68,
Ајде одредете за 10 поголеме. Одлично, 78, а за 10 помале 58. Така е. За броењето по 10 и одредувањето број за 10 поголем и за 10 помал, многу може да ни помогне и табелата стотка. Ова е табела со броеви од 1 до 100, вам добро позната. Ете, например, ако го земеме бројот 1, што го имавме во претходните примери. Добиваме низа од кои броеви? Низата е во колона и секоја наредна десетка, значи гледаме дека се зголемува за 1, а единиците остануваат непроменети. Во табелата стотка ја гледаме, значи, колоната, еден број под друг, секој нареден број расте за 10. Ако тргнеме од бројот 5, оваа низа исто така ни е добро позната. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Ако тргнеме од 9, ајде обидете се сами да ја направите низата. Одлични сте. Значи, вака ќе ги гледаме низите што растат за 10 на табелата стотка во колони. Сега, табелата стотка ќе ја искористиме и за одредување на броеви што се за 10 помали и за 10 поголеми. Ова е нашата легенда. Значи, со сино крупче одредуваме еден број, еве во случајот 54. Бројот што е за 10 помал ќе го заокружиме со жолта боичка, а бројот што е за 10 поголем со зелена боичка. Табелата со броеви, табелата стотка ја имате во вашата математика трет дел, а можете и овде тоа од овде да гледате и да го завршите. Во случајот за 10 помал е 44, а поголем е 64. Ајде да видиме друг број, еве 28, за 10 помал е 18, а за 10 поголем е 38. Ученици, многу важно е да бидете концентрирани при одредување на овие броеви, бидејќи овде ретко можете да се збуните ако сте концентрирани, затоа што цифрата на единиците не се менува, туку се менува само цифрата на десетките. Тоа добро запомтете го, за да немате проблем со решавање и одредување вакви задачи. Ако тргнеме од бројот 22, за 10 помале, одлично, за 10 поголем, така е 32. Браво! Мислам дека ова е веќе јасно како да одредуваме на табелата стотка броеви што се за 10 поголеми и за 10 помали. Сега малку ќе вежбаш со помош на табелата стотка и ќе запишуваш во тетратката. Јас ќе ти дадам неколку броеви, 35, 86, 60, 71, 53, 27, 68 и 21. Ќе го застанете видеото и ќе ги запишете во вашата тетрадка броевите што се за 10 помали и за 10 поголеми. Тоа можете да го правите на истиот начин. Значи ќе го запишете бројот 21, врз него ќе биде за 10 помалиот, а под него за 10 поголемиот. Ви оставам 5 минути за оваа задача. Се надевам дека уредно и точно ја сработи својата задача и тоа нема што да го проверуваме затоа што добро го веќе имаме совладано. Сега е време за една игра. Играта се вика кој број си ти? Јас кажувам број, а ти го кажуваш бројот што е за 10 помал и го запишуваш во тетратката. Тоа ќе го правиш на следниот начин. Еве, например, јас кажувам број 49. Ти го запишуваш бројот 49, а врз него го запишуваш бројот што е за 10 помал. До бројот 49 малку ќе оставиш празен простор, па ќе го запишеш бројот 37.
Тоа е бројот што јас сум, го кажала. Јас сум бројот 37. А ти си бројот што е за 10 помал и ќе го запишеш врз бројот 37. Мислам дека е јасно. Запишете ги овие два броја и продолжуваме со играта. Јас сум бројот 28, а ти си бројот, запиши во тетрадката. Јас сум бројот 54, а ти си бројот, одлично. Јас сум бројот 43, а ти си бројот, така е. Јас сум бројот 85, а ти си бројот, јас сум бројот 66, ти си бројот, така, ајде да се провериме. Доколку добивте ваква низа 39, 27, 18, 44, 33, 75, 56, вие сте одлични. Продолжуваме со играта. Овој пат јас кажувам број, исто како и претходно, а вие од него го запишувате бројот што е за 10 поголем во вашата тетрадка. Ако добро следите, ќе забележите една работа. Кој е прв број што сум јас? 49 и 37. Значи јас сум истите тие броеви што беа претходно, но вие сега ќе ги запишувате броевите што се за 10 поголеми. Значи нема да пишувате нов ред од броевите што јас ќе ти кажувам, туку директно ќе ги запишувате броевите што се за 10 поголеми под истиот ред. Јас сум бројот 49, а ти си бројот? Јас сум 37. Јас сум 28. Јас сум 54. Јас сум 43. Јас сум 85. И јас сум 66. Време е за проверка. Доколку вашата низа изгледа вака: 59, 47, 38, 64, 53, 95 и 76. Вие сте одлични. И затоа ќе ви дадам еден математички предизвик. Внимателно слушајте. Ова е Мија, а ова се нејзините браќа близнаци Тино и Дино. Мија и нејзините браќа близнаци Тино и Дино ги броеле нивните собрани сликички од албумот. Мија изброила дека има собрано 38 сликички. Тино имал за 10 повеќе, а Дино имал за 10 помалку од Мија. Колку сликички собрал Тино, а колку Дино? Кој има најмногу, а кој најмалку? Мислам дека овој предизвик за вас ќе биде многу едноставен и лесен. Што знаеме во оваа задача? Знаеме дека Мија има 38 сликички, а ако Тино има за 10 повеќе, тоа значи дека Тино ќе има, одлични сте. А ако Дино имал за 10 помалку од Мија, така е, тој ќе има 28 сликички. Кој има најмногу ученици? Така, Тино има најмногу, а кој има најмалку? Дино има најмалку сликички. Одлично. Сега играме игра секој на свое место. Ова се Телетабис Зелен, Снежана и Петар Пан. Тие кажуваат дека се некој број и треба да си ги најдат другарчињата за да си направат нивна екипа, а тоа ќе го правиме со одредување на броеви за 10 помали и за 10 поголеми. Еве го Дипси, тој кажува јас сум 65. Кој ќе стои околу него? Да видиме. Ајде барајте. Кој Телетабис? Така е, за 10 помалку е 65. Тој е црвениот Телетабис. А за 10 повеќе? Одлични сте. Тинки Винки или виолетовиот Телетабис. Ајде сега да го најдеме друштвото на Снежана. Таа е бројот 33. Кој ќе биде пред неа? Одлично.
Џуџето Сречко ќе биде пред неа, а по неа за 10 поголем број, така е, Принцот. Принцот е 43, а Сречко е 23. И го имаме Петар Пан, да си ја собере својата екипа, тој е бројот 81. Пред него секако е Звончица со 71, а по него е Капетан Кука со бројот 91. Се надевам дека ви беше интересна оваа игра и на овој начин ќе ви биде и домашната задача, меѓутоа без ликови од цртаните филмови. Еве вашата домашна задача, дадени ви се броеви во средната колона, на кој што треба да одредите за 10 помалку и за 10 повеќе. Ќе го застанете видеото, ќе го препишете ова во вашите домашни тетрадки и ќе ги одредите броевите што се за 10 помали и за 10 поголеми и ќе ги запишете во табелата. А за добро да го потврдите вашето знаење, имате овде опција за учење преку квиз игра. Да видиме колку сте научиле. Под видеото го имате овој линк на кој што ќе кликнете и ќе ве одведе директно до квизот, што добро ќе го слушате и ќе одговарате на прашањата. Доколку сакате на телефон да го проследите квизот, ќе го скенирате овој код со QR скенерот. Се надевам дека добро го совлада одредувањето на број што е за 10 поголем и за 10 помал и ти посакувам многу успех во решавањето на овој квиз. Ви благодарам на вниманието и добро вежбајте и учете.